Здраво, дечки, јас сум Кика Авеира и денеска сум на Православниот Богословски факултет Свети Климент Охридски. Добар ден, добре ни дојдовте во нашиот православен богословски факултет. Нашиот факултет можам да кажам слободно дека е членка на УКИМ и нашата диплома е призната во УКИМ и надвор од државата. Нашите студии можат да се продолжат надвор од државата, но и во нашиот факултет, затоа што покрај првиот циклус на студии имаме и втор циклус на студии. Студентите кои што се запишуваат годишно на нашиот факултет, бројката се движи околу 15 до 20 студенти максимум. За запишувањето на нашиот факултет, значи може да се запишат студенти и од другите средни училишта, освен од Богословско средно училиште. Исто така, запишувањето може да го направат како и студенти од машки пол, така и од женски пол. Годишно има околу 18 на предмети, значи се по 9 во семестар. Јас сум студент на Богословскиот факултет, но со завршено гимназиско образование. Имам завршено гимназиско образование и тоа со многу висок просек, што значи дека тоа беше услов за да можам да се запишам јас на Богословскиот факултет. На Богословскиот факултет пред се изучуваат науки кои зборуваат за божествениот домострој, за божественото действување во светот и во овој век. Така да се изучуваат јазиците на кои се напишани библиските книги, се изучува историјата на ранохристијанската црква се до денешни дни. Исто така се опфатени и сите предмети кои се од полза на црквата, а сега знаеме дека една држава без црквата не може да опстојува и не може да биде она што всушност треба да биде, бидејќи ние во Македонија сме држава која од секогаш била и ќе биде заедно и ќе действува во склоп со црквата. Така да на овој факултет пред се потребни студенти кои се амбициозни и кои сакаат да ги изучуваат Божјите науки и да словат за Бога и за неговото действување во овој свет и во овој век. Не мора да значи дека на овој факултет се запишуваат студенти со богословско образование, може да се запишат и студенти со гимназиско образование, бидејќи факултетот е отворен за сите студенти, но пред се е потребен благослов од надлежниот епархиски архиереј со кој ќе може да се запише на факултетот. Исто така уште една специфика за овој факултет е тоа што оној што кандидатот што сака да биде студент на овој факултет мора да биде православен христијанин и всушност по тоа се разликува овој факултет од сите останати факултети. Факултетот е придружна членка на УКИМ и секој дека неговата диплома е признаена од УКИМ во држава, а и надвор од државата. Исто така можам да нагласам дека нашиот факултет не прави разлика измеѓу машки и женски. Не прави разлика од проста причина што Бог не прави разлика измеѓу машки и женски. Така да нашиот факултет имаат исти права и машките и женските. И по завршување на овој факултет тие имаат исто така работа, можеби некаде во администрација на црквата, како секретарки, помошнички, службенички, но секој дека и тие ги имаат истите права како и машките. Овој факултет, како членка придружна на Универзитетот Свети Кирил и Методи, има капацитет за 100 студенти, 50 редовни и 50 вонредни. Може да се запишуваат и машки и женски, а нашата програма на овој факултет е според ЕКТ систем, како што е на цел универзитет. Тука овде се изучуваат 60 предмети, од кои што 60 предмети се поделени во 4 групи. И тоа прва група библиска, каде што имаме вовед во Светото писмо на Стариот и Новиот Завет, толкување на Стариот и Новиот Завет, библиска историја со археологија. Потоа имаме систематска група на предмети, каде што спаѓаат догматиката, омилитиката, литургиката и така натаму. Потоа имаме катехетска група на предмети, тука спаѓаат дидактиката, философијата, психологијата и на крајот имаме историска правна група на предмети, тука спаѓа христијанската историја на православната црква, историјата на македонскиот народ, црковно право, брачно право и така натаму. Бидејќи јас доаѓам од средното богословско училиште, мене
оваа желба ми се роди уште во 6-то делење и таа желба ќе ја носам додека не бидам она што сакам да сум, а тоа е свештеник, пастир во православната црква, каде што ќе бидам оној кој што ќе ги води луѓето кон правиот и вистински Христос пат, како што ние тука и учиме. За да се биде студент, нема тука делби помеѓу машки и женски, па би сакал да апелирам на сите оние од машки и женски пол кои што имаат волја, желба и љубов кон православието и што сака да ја изучуваат оваа наука, да дојдат тука, бидејќи во народот и кај младите денес постојат стереотипи и предрасуди, за тоа ако учиме на овој факултет можеме тогаш значи сме одделени од светот и така натаму. Но тоа не е вистина, бидејќи ние како студенти изучуваме многу предмети кои што другите факултети не ги изучуваат. Посебно јазиците кои што мора да нагласам, црковнословенскиот, старогрчкиот, староеврејскиот и англискиот јазик, кои што утре, тоест поиднина, ќе ни помогнат за да можеме да служиме на православната црква или пак да бидеме во администрацијата, во училиштата и така натаму. Јас како член на студентскиот парламент на овој факултет можам да кажам дека како сите други членки на УКИМ ние имаме студентски парламент како засебно тело од овој факултет и ние функционираме на најнормален начин, одржуваме седници, правиме списани, организираме фудбалски турнири, организираме екскурзии и најважно од другото, ние како студентски парламент, како институција на овој факултет, како сојуз на студенти, остваруваме комуникација и соработка со другите православни богословски факултети од помесните православни цркви. Невозможно е да ги спуштиме и да не споменеме дека овој факултет во соработка со студентскиот парламент организира патувања, екскурзии, односно тоа е се со научно-богословски и катехетски карактер, каде што студентите одат во посета на позначајните православни, македонски и светски знаменитости, со кои го надополнуваат и надоградуваат своето знаење и својата една служба. Исто така би сакал да нагласам и да се навратам на еден цитат од еден наш современ романски митрополит, кој што рекол: и да има 1000 животи, пак ќе станев свештеник. А јас и да има 1000 животи, пак ќе се запишев на православниот богословски факултет. Тоа беше се од овдака. Кликнете subscribe за да добивате нотификации за наредните видеа кои што ќе излегуваат и се гледаме во наредната видео. Чао, чао!